Со кревање на Макфестовското знаме денес официјално започна 40-тото јубилејно издание на најпознатиот фестивал на забавни мелодии – Макфест во Штип. Градот повторно блеска во музички дух, а сцената е подготвена да ја пречека енергијата на изведувачите и возбудата на публиката. Јубилејното издание носи носталгија, емоции и гордост за 4 децении македонска музичка традиција. Градоначалникот Иван Јорданов го означи почетокот со пораката дека Макфест останува символот на Штип и на македонската песна. Со подигнатото знаме и аплаузите на присутните, започнаа деновите кога музиката повторно ќе го води градот по дисарот. Но оваа година одбележуваме 40 години постоење, 40 години јубилеј. Во име на тоа сакам да се заблагодарам на основачот на овој фестивал, Стојан Троицки, да се заблагодарам на сите уметнички директори кои што низ годините наназад го одржувале Макфест, додавале вредност на македонската музичка сцена, на македонската култура, да се заблагодарам на сите композитори, музичари кои се поврзани со Макфест, кои низ годините наназад и оваа година се практично појавиле, овозможиле да се збогати македонската забавна музика. Во првите 2 фестивалски вечери публиката ќе ужива во премиерите на новите музички хитови, создадени специјално за јубилејното издание. Третата вечер ќе биде посветена на незаборавените песни и победниците што го обликуваа Макфест низ изминатите 4 децении. Штип ќе биде центарот, епицентарот на збиднувањата во нашата држава и да уживаат во новите хитови кои што ќе произлезат од овие 2 фестивалски вечери, а третата фестивалска вечер ќе имаме можност да се потсетиме на хитовите и победниците кои што биле произлегле од фестивалот, од самото негово постоење. Од аспект на организација, можам да кажам дека сите припреми, сите логистички, технички активности навремено се завршени. Во моментот се одвива генералната проба за првата фестивалска вечер. Со оглед на тоа што годинава Макфест слави голем јубилеј, фестивалот е посветен на домашната музичка сцена. На истата ќе настапат исклучливо изведувачи од земјава како почит кон македонската песна. Со оглед на тоа дека е 40 години јубилеј и Макфест е од сателит се гледа дека е синоним за производство на македонска музика, се одлучивме да бидат на македонски изведувачи. Имавме само еден контакт со Хелена Благне, која што е првиот победник на првиот Макфест. Прифати кога и беше пратен договор да го потпише, он со незиниот менаџер одлучија дека они имаат некоја друга активност за овој викенд. Дино Петрик. Да имавме можност и со други, знаете дека многу учесници како Љупка Димитровска, Кемал Монтено, Бојс, добро Бојс од кај нас. Меѓутоа имаме многу изведувачи кои што испеале хитови, а не се веќе меѓу нас. Со 40 години традиција зад себе, Макфест и оваа година го потврдува своето место како символ на македонската забавна музика. Штип повторно живее во ритмот на песната, со емоции, гордост и љубов кон музиката што обединува генерации.